Дали Едмон Темелко, единствениот градоначалник македонец надвор од земјава, е поголема безбедносна закана по Република Македонија од насилниците кои вчера брутално го претепаа председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров. Оливер Спасовски, незаконски, без наредба на судот и во договор со Катица Јанева, наложи Едмон Темелко да биде уапсен пред сопствените деца заради невистините, измислени и конструирани наводи на специјалното јавно обвинителство. Оливер Спасовски веќе втор ден по претепувањето на Тодор Петров се крие и не кажува зошто не ги апси насилниците кои го претепаа Тодор Петров. Зошто насилниците кои брутално го претепаа Тодор Петров се привилегирани од Оливер Спасовски. Во својата изјава Тодор Петров јасно кажа и кој го нападнал, и каде го нападнал, и зошто го нападнал. За жал, тие што беа посочени од Тодор Петров и денеска слободно се шетаат, а полицијата нема наредба од Спасовски да ги апси. ВМРО ДПМН инсистира и ќе продолжи да инсистира Оливер Спасовски да ги пронајде, уапси и санкционира сторителите. Министерството за внатрешни работи под Оливер Спасовски мора да престане да функционира само како партиски огранок, каде што генералниот секретар на СДСМ ќе ги згрижува и унапредува партиските кадри и роднините на своите колешки. Секојдневно гледаме кон што води неспособноста на Оливер Спасовски и разрешувањето на професионалците во полицијата. Оливер Спасовски мора да почне да го работи тоа за кое што е платен од граѓаните. Вчера бевме сведоци на скандалозни коментари на социјалните мрежи од страна на послушници на Оливер Спасовски во МВР, но и на групи во кои член е Оливер Спасовски. Инспектори од полицијата и членови на групите, чиј дел е Оливер Спасовски, во врска со бруталниот напад врз председателот на Светскиот македонски конгрес порачуваа: народот доста ве трпеше и ќе завршите како Тодор Петров. Господине Оливер Спасовски, вие земате плата за да ја штитите безбедноста на сите граѓани, а не да ликувате и да молчите кога некој е нападнат. Деструкцијата која што СДСМ ја наметнува во општеството веќе нема граници и излегува од контрола. Последниот случај е доказ и за хаосот во кој што СДСМ ги втурна институциите кои ги контролира. Господине Спасовски, сакаме јавно да ви порачаме дека вам и на вашите партиски шефови, граѓаните на 5 јуни, на демократски начин, со заокружување на гласачкото ливче, ќе ви порачаат дека народот веќе не ве трпи. Ви благодарам. Дали имате коментар по изјавата на Зоран Заев дека има 100.000 гласачи фиктивни? Така, мислам дека денеска. Јас немам што да коментирам што кажал господинот Зоран Заев, тоа треба да се произнесе Државната изборна комисија, каде што гледате дека ВМРО ДПМН напротив инсистира што побрзо да се прочисти избирачкиот список и да излеземе конечно на гласање. Ние сакаме да се прочисти избирачкиот список и се надеваме дека конечно Заев ќе се осмели да излезе на избори.